Вие сте во уште едно издание на Откриени тајни, каде што збориме за 24 карактеристики на генијалците кои што ги има откриено доктор Алфред Бариус. Самиот тој има откриено дека сите генијални умови, сите успешни луѓе има 24 заеднички карактеристики. Огромен дел од нив опфативме во претходните емисии. За тие кои што не следеле до сега, ги упатувам на мојот YouTube канал и на Facebook страницата, каде што можат да ги видат тие претходни карактеристики кои што ги обработуваме. Она за кое што сакам да зборувам фактички денеска се некои од карактеристиките на генијалците. Ќе изведам уште неколку поради тоа што мислам дека има дадени работи кои што треба да ги кажам и кои што се многу соодветни. Зборувавме за карактеристиката на искреност на генијалците, каде што едноставно господин Алфред Бариус вели дека тие се отворени и искрени и дека во дадени моменти многу често знаат да признаат дека сгрешили и да учат од своите грешки. Зборевме за ентузијазам, колку се ентузијастични, како луѓе веруваат во тоа што го прават и едноставно не се воздржани да тргнат напред кон животот. И она што сакам денес исто да го спомнам повторно е перфекционизмот, каде што вели дека генијалците не можат да толерираат просечност, особено кај себе си, вели секогаш стребете се да бидете подобри. Така да сите овие карактеристики сакам повторно да ги поврзам во оваа емисија. Имаме останато уште некои за кои што ќе зборуваме во наредните епизоди, но сакам да се навратам за овие поради тоа што мислам дека се многу битни. Имам уште нешто кое што треба да го обработиме поврзани со овие карактеристики. Често пати луѓето ме прашуваат како да имаат контрола врз својот живот. И мислам дека генијалците баш се луѓе кои што имаат контрола врз својот живот, баш поради тоа што се ентузијастични, поради тоа што веруваат во тоа што го сака. Знаете, колку повеќе имате верба во нештото што го правите, толку повеќе имате контрола, поради тоа што вербата е сигурност, а сигурноста е таа која што ни дава контрола. Колку повеќе сме сигурни во нешто, толку повеќе контрола имаме врз самото тоа нешто. И она што мислам дека генијалците се спремаат и се спремни за дадени работи, поради тоа што постојано работат на себе и се усовршуваат, баш поради ова што го зборев за перфекционизам, мислам дека многу вежбаат. Проучувајќи ги успешните луѓе, ќе видиме колку се трудат да бидат најдобрата верзија од себе, да бидат најдоброто од себе, поради тоа што едноставно се стремат кон перфекционизам, како што кажам. Ако размислиме малку за работите и за физичкото универзум, секогаш ни го дава она за кое што не сме спремни во даден момент. Не знам, ајде да земеме пример за тоа или нешто кое што не сакаме да го соочиме. Од што бегаме? Обично луѓе викаат тоа ни се прејавува пред нас. Мислам дека баш универзумов едноставно ќе почнува да ви ги дава оние работи пред вашиот нос, баш од тоа од кое што бегате, баш тоа од кое што не сакате да го соочите, едноставно тоа ви го наметнува. Мислам дека можеби за да научиме нешто од соочувањето на тоа за кое што можеби не сме спремни да го соочиме. Ајде да земеме пример за тоа. Не знам, ако имате некој човек кој што е гадлив, ако сте виделе, кај гадливи луѓе обично се наоѓа влакно супата или нешто ќе се случи во јадењето затоа што се гади, бега од тоа. Веднаш како магнет пуп, ете го таму. Колку често им кажувам на студентите кога зборам со нив колку е битно да се спремни за на час. Гледате, колку пати ни се случило ако се навратиме, не знам, можеби ако не гледаат студенти или повозрастните, ако се осврнеме наназад, ќе видиме колку често кога баш не сме биле спремни за некој час или за нешто, баш тогаш едноставно ќе не станат да одговараме за таа тема. Во дадени моменти кога си спремен за нештото, си заштитен нешто негативно да не се случи. Ќе дојдеш да поправиш од сека, спремен си, знаеш, ќе кренеш рака и во тој момент можеби наставничката, учителката, кој да не те крева да одговараш. На моментот кога не знаеме, кога бегаме од нешто, како да имаме на некој начин, не сакајќи се соочиме со тоа нешто, бегајќи од тоа нешто, едноставно некогаш работите ни доаѓаат баш пред нас. Каде ако се плаче човекот од кучиња, баш кучево до него, ќе дојде тој што не ќе цигара, димот на цигарата секогаш кај него. Колку повеќе се соочиме со работите, толку повеќе слобода ќе имаме. Едноставно толку повеќе контрола врз нашиот живот ќе имаме. Едноставно, ако ни дава универзумот нешто да го соочиме, треба да сме волни да погледнеме тоа. Треба да видиме што е тоа што можеме да го подобриме во нас, за да дадеме подобар резултат на сето тоа. Ете, ако имате дадена ситуација каде што можеби, не знам, не сакате да соочите некој човек кој што е антагонистичен или лут, и што се случува во тој момент да човеков почнува да еманира, да драматизира лутина. Баш поради тоа што
на еден или друг начин знае дека тоа е емоцијата која што не можете да соочите. Така гледате, се кое што не можеме да го соочиме, ќе дојде пред нас. Има една морнарска поговорка и вели дека секогаш кога морнарите не се спремни, има бура на морето. Кога морнарите се спремни, нема бура. Гледате колку е битно да бидеме спремни за сето тоа. Колку е битно да вежбаме, колку е битно да се подготвиме за нешто кое што го имаме. Затоа што мислам дека баш така, со повторување, со подобрување на квалитетот, тренинзите ако ги земеме, без разлика дали тренираме, не знам, фудбал, кошарка или што и да е, тренинзите се таму да станеме подобри од тоа што сме. Но исто така и со животот. Ете, може би имаме еден обид да искомуницираме нешто со човекот со кој што имаме проблем. Одеднаш нема да ни успе. Но не иде да бегаме од тоа, треба повторно да дојдеме поспремни. Може би сме направиле некој курс, може би сме се подобриле на еден или друг начин, но не е идејата да избегаме од животот, затоа што ако бегаме од животот и проблемите и пречките, никогаш нема да бидеме слободни. Кога ќе ви дадам една друга анегдота, се однесува и за мене, се однесува и за многу други луѓе. Ако видиме некогаш луѓе кои што не сакаат да бидат контролирани од околината. Сте виделе, имаме, не знам, во фамилијата 2 деца. Едно ќе му даде мајката задача и оно ќе се заврши, нема никаков проблем. Друго има отпор да биде контролирано, значи не ќе да биде контролирано. Фрли го ѓубрето, ма какво е ѓубре, не ти да ти фрлам ѓубре, направи го ова, нема ова да го направам. И одеднаш колку повеќе даваме отпор да не контролира околината, она што се случува, толку повеќе околината сака да не контролира нас. Сте виделе колку луѓето бегаат од нешто да ги контролира, толку повеќе околината ќе им го наметне баш тоа од кое што луѓето бегаат. Зашто? При тоа што можеби, не знам, дето има проблем да го фрли ѓубрето, подобро е да ја прифати одговорноста, можеби која што има по дома, да го фрли ѓубрето и да биде волно да биде контролирано. Гледате, многу често зборам за луѓето кои што сакаат да бидат слободни и ќе ти кажа, знаеш што, ма не сакам да бидам контролиран поради тоа што јас сакам да сум слободен, јас сакам да имам избор на сето тоа што го правам. Зборам во моите емисии колку е битно да имам избор. Но знаете што? Една од работите како да бидеме слободни и одговорни е да преземеме одговорност. Не е идејата секогаш да бегаме од нештото под изговор дека па сега не ни е волност, немаме волја или не сакаме и така натаму. Некогаш сме се зафатиле за некои работи и одговорност е да ги соочиме и да ги завршиме тие работи. Некогаш луѓето имаме нешто кое што само сака да бидат слободни, а слободата некогаш за луѓето подразбира да избегаат од обврските. Ете, луѓе кои што бегаат од обврски, обично обврските ги прогонуваат. Ако сте виделе на работа, имате луѓе кои што се волни да работат, не ни ја гледаат работата како терет. Луѓето кои што постојано бегаат од работа, бегаат од обврски, имаат поголема тежина во работата. Иако работат помалку, можеби и тој им е поголем напор. Човеков кој што е волен да соочи препреки, да ги соочи одговорностите, да ги соочи проблемите, нема проблем со тоа затоа што не го доживува како работа. Го сака затоа што е волен. Гледате, некогаш кога ќе сакаме да не сме одговорни, да не контролираат другите луѓе, можеби претходно поради една или друга причина волноста ни се намалува. Ете, генијалците се многу волни. Генијалците сакаат да работат. Начинот да бидеме слободни е да бидеме волни да не контролираат, но исто така и да не мораме да прифатиме контролата. Но гледате, ако цело време бегаме од работа, ако цело време мислиме дека тој што сака да ни наметне нешто и да не контролира или како да има нешто лошо, тогаш можеби имаме и ние проблем. Можеби имаме проблем некојаш и со самиот наш ум. Можеби не знам, не веруваме веќе на луѓето, можеби немаме волност, можеби сме се разочарале. Нас ни е терет. Така нема да бидеме слободни. Што луѓето секогаш ми зборат како да бидам послободен. Сакам слобода. И јас сакам слобода. Сите сакаме слобода. Но знаете што? Идејата за слободата не е едноставно да се повлечеме од се и да биде се по наше, како што ние сакаме. Тогаш не сме слободни. Тогаш можеби сме заинатени против другите луѓе, кои што исто така сакаат да го играат играта на животот. Соочувајќи ги работите, соочувајќи ги другите луѓе, соочувајќи ги проблемите, соочувајќи ги препреките, соочувајќи ја работата. Колку е убаво кога имате човек кој што ја соочува работата и со елан оди да ја работи. Видите, тој не може да биде
контролиран на оној негативен начин како што некојаш луѓето сакаат да кажат дека контролата е секогаш негативна. Не е контролата секогаш негативна. Ете, некојаш ни треба контрола. Некојаш треба тренерот да каже како треба. Некојаш треба шефот да даде инструкции како треба. Некојаш треба родителите да кажат како треба дома. И треба едноставно тоа да бидеме волни да го прифатиме. Едноставно да сватиме, една од карактеристиките за кои што сакав да кажам, е дека гениалците можат да прифатат одговорност и да прифатат грешка. Некако почнав да зборам за слобода во оваа емисија, но мислам дека вистинската слобода доаѓа и од нас. Гледате, прифаќањето на одговорност многу терапевски делува и на некој начин едноставно и ни дава слобода на сите нас. Ако постојано бегаме од работата, ако постојано бегаме од врските кои што претходно сме ги прифатиле, нема да имаме слобода затоа што секогаш ќе ни висат, секогаш ќе наоѓаме оправдание, секогаш ќе критикуваме друг човек. Кажете колку е лесно да се критикуваат другите луѓе. Потешко е да се прифати одговорноста за нештата кои што не тргнале како што треба. Ако ја прифатам одговорноста за мојот дел од работата, другите луѓе ја прифатат својата одговорност. Гледате, нема да мораме да се окривуваме еден со друг. Можеме да имаме живот каде што ти си крив, ти си крив, ти си крив. Кога окривуваме друг човек, на тој човек му ја даваме моќта. Ако имате можеби дома некоја фамилија, се измислувам пример. Така, ќе окриват мајката на момчето, не знам, мајката на девојката, она е крива, она е крива, она е крива. И одеднаш таа има целата моќ. Те сакам да преземам одговорност. Сакам да знам дека имало проблем со тоа што јас сум го направил, можеби, затоа што тогаш имам контрола. Гледате, секогаш кога сакам да ја префрлам одговорноста на друг човек, неам контрола. Во тој момент ќе имам оправданија, во тој момент ќе имам критики, во тој момент ќе имам мани, секогаш е околината крива и јас никогаш не сум крив. Гледате, како што кажа еден мој пријател, работите не ни се случуваат на нам, се случуваат поради нам. Ако јас сакам да ги земам сите пофалби за убаво сработената работа, треба да имам исто така и одговорност и способност да се соочам и се работите кои што тргнаве погрешно и на погрешен пат. И уште нешто, кога станува збор за слобода, кога станува збор за контрола, зборев во една од претходните емисии за ставовите на нашиот живот. Знаете како имаме најубава контрола врз животот? Кога имаме позитивни емоции. Видите, животот сме ние. Ако имам позитивни емоции, ако имам ентузијазам, ако имам афинитет, ако ми се допаѓаат работите околу мене, ако доаѓам во студиово, можеби работам со луѓето околу мене, имам високи емоции и не знам, афинитет и убава комуникација со нив, тогаш јас се контролирам околината. Сте биле некојаш во некое место, можеби ќе отидете во некој хотел или во некој град и одеднаш све ви изгледа лошо, ништо не ви е добро, ништо не ви е потаман. Обично луѓето соодветно и ќе ви вратат. Ако се чувствуваме позитивни, ако го прифатиме тоа и ако сакаме да го подобриме, ако гледаме во позитивните работи, убавите работи на околината, просторот, луѓето околу нас, тогаш имаме контрола, поради тоа што прво нив ги правиме подобри и тие ќе ни вратат на иста мерка. Видите, контролата за животот е од нас, ама од нас се зависи. Ако ние сме позитивни и гледаме во позитивното, гледате, правиме живот во околина и правиме работите да функционираат глатко и убаво. Ако сме негативни, ако сме цинични, ако сме разочарани, почнуваме да гледаме секогаш во маните. И тогаш работите не одат, поради тоа што даваме акцент на лошото. Едноставно е. Ако гледаме во доброто, ако гледаме во позитивното, ако гледаме во убавото, креираме живот, креираме способност, креираме позитивност, работите се решаваат. Колку повеќе гледаме во негативните работи, толку повеќе негативно од околината почнуваме да добиваме и ние. Не значи дека не треба да ги подобриме другите луѓе околу нас. Но пак ќе кажам, како што кажеме во скоро секоја емисија, има начин како да се подобри и едноставно коригира околината. А тоа е, повторно ќе кажам, за секоја критика која што ја давате на околината, дајте 3 потврди. Поради тоа што човекот многу полесно му е да ја разбере својата способност, отколку да ја разбере својата неспособност. Сега, секој еден човек сака да се коригира и сака да стане подобар. И кога човекот ќе го види тоа дека сгрешил и ја прифатил својата одговорност, гледате, тоа е свесност на умот. Сме виделе нешто дека не е како што треба, дека имаме некоја мана, имаме некоја карактеристика, ја подобруваме, ја прифаќаме, ја согледуваме, окей, нема потреба
понатаму повторно да се инсистира на сето тоа кое што треба се коригира. И верувајте ми, еден човек многу полесно ќе ја прифати таа критика, ако бидеме стварно објективни и му кажеме колку е тој добар и колку има позитивни работи во него. И оно што сакам да го кажам за крај, секогаш збориме за биди, прави, имај, за нешто кое што сакаме да бидеме, па после правиме нешто, на крај е резултатот, односно имањето. Главното е биди. Гледате, ако сме најдоброто од тоа што сме, ако сме позитивни, ако сме сигурни, ако изградиме нешто од нашиот универзум кој што е добро. Гледате како се гради универзум со комуникација. Ако едноставно мојот универзум го немам веќе пријатели, сум сам, сум осамен, сум изолиран, ајде да ја вратам мојата комуникација со пријателите, ајде да ја вратам мојата комуникација со колегите. Едноставно вратете комуникација со фамилијата, со роднините. Комуникацијата е таа која што кога изгради вашиот универзум и ќе ни направи поспособни. Генијалците, впрочем, една од нивната карактеристика е дека многу добро ги комуницираат идеите кои што ги сакаат и кои што ги имаат. А кажавме дека идеите се првото нешто кое што е потребно за да се изгради нашиот универзум. Океј? Тоа е тоа. Зборевме денеска за одговорност, зборевме за слобода, зборевме за соочување. Животот ни ги дава секогаш работите од кои што бегаме, сакаме да се повлечеме. Подобро е да ги соочиме работите, поради тоа што соочувајќи се имаме контрола. Секогаш кога не соочуваме нешто, се повлекуваме, бегаме и универзумот ни го дава баш тоа. Прифаќањето на одговорност исто така ни дава контрола и ни дава слобода, поради тоа што едноставно кога ќе прифатиме одговорност, наредно нешто е акција и корекција, можеби на нештото кое што не сме го направиле исправно првиот пат. И кога зборев за слободата, главно нешто за слободата е да бидеме. Слободата е простор, едноставно да сме и да постоиме. И гледате, че 100 пати самите негативни идеи за нас ни го редуцираат тој простор. Точно е дека можеби некогаш имаме луѓе од околината кои што не провоцираат или имаат негативни коментари или сакаат да не подобрат критикувајќи не. Реков дека има начин, на позитивен начин како тоа да се направи. Почнуваме да се докажуваме на тие луѓе дека сме добри, гледате, тогаш почнуваме да губиме. Зашто целата идеја на животот е целта. Колку повеќе почнеме да се оправдуваме што, како, зашто и така натаму, толку помалку сме одговорни кон целта. Одговорноста е секогаш кон целта, а целта е секогаш конструктивна или треба да е конструктивна и треба да опфати, како што кажавме во претходните епизоди, добробит не само за себе си, туку и за сите околу нас. Но ако постојано бараме дозвола од другите да бидеме, тогаш немаме слобода на тоа и носи до одговорноста. Гледате, кога ќе одлучи на што сме, што сакаме да бидеме, што сакаме да искреираме, тогаш е наша одговорност да дојдеме до тоа кое што сакаме да го постигнеме и да го искреираме. Бидете, вие сте најдоброто од тоа што сте и едноставно продолжете да креирате и да правите позитивни и убави работи. Имајте убав ден.